Се наоѓаме во поликлиниката Аџибадем Систина во Битола. Наш денешен гостин е доктор Душко Фидановски, специјалист педијатар. Добро дојдовте во Актуелна тера. Добар ден и на вашите гледачи исто на телевизијата. Значи, јас сум еден од педијатрите кои доаѓаме тука во Битола, во новоотворената поликлиника, која да подсетам уште еднаш, освен педијатрија има и гинеколог, има и интерниста, кардиолог, и хирурзи сега веќе почнаа да доаѓаат од различни области. По однос на педијатријата, значи го покриваме секој ден педијатрискиот дел од 8 до 20 часот, а имаме и работни саботи. Значи колешката која работи тука, доктор Александра Михајловска, има една работна сабота, меѓутоа на располагање, да спомнам уште еднаш, и во другите саботи кои не е на работа официјално, меѓутоа може да дојде на повик доколку има потреба некој од пациентите да донесе дете на преглед. Значи во секој време може да се обрати, така да од 8 до 15 часот и во саботите е покриена и педијатриската служба. Наша денеска тема на разговор ќе биде инфекцијата кај децата. Што значи инфекцијата и каква може да биде? Инфекциите се најчестата проблематика практично во педијатриската популација. Да не речем во 90% случаи што доаѓаат пациентите се заради некои инфекции. Најчестите инфекции се на респираторниот трак, значи на дишните патишта, почнувајќи од носот па долу до белите дробови, најситните делови на дишните патишта. Најчесто се работи за инфекции кои што се горно-респираторни инфекции, значи тоа се грлото, носот, трахеата, дишните патишта во горниот дел, значи надвор од белите дробови. И кога зборуваме за причинителите, најчесто се работи за вирусни инфекции, значи некаде околу 80% од инфекциите, посебно на дишните патишта, се од вирусна етиологија. На второ место би биле инфекциите на дигестивниот трак, значи на стомакот, на желудникот, на цревата. Многу актуелни беа и се уште се во овој период. Повторно, како причинители најчесто вирусите. Значи цела зима, што беше малку невообичаено, имавме, да речам, пола на пола беа респираторни, пола беа инфекции на дигестивниот тракт и се уште ги има. Нешто што е за одбележување во последно време, според епидемиолошката состојба, се појавата на сипаниците, исто како во групата на вирусни заразни заболувања, значи тоа е популарно наречената крупна сипаница во народот или варичелата, која во нашиот календар на имунизација ја нема како заштита, а во некои земји веќе е влезена во протокол. Би требало можеби да размислува и нашето Министерство за здравство да ја воведе како редовна вакцина, бидејќи има многу случаи на варичела, што не е невообичаено, бидејќи се работи за период сезона, значи пролет, есен се периоди кога се зголемува бројот на случаите со варичела. Која е најчестата причина за појава на инфекцијата? Значи најчестите причини се вирусите. Веќе реков, во 80% случаи се работи за вирусна инфекција, тоа треба многу добро да го знаат пред се родителите. Тоа е битно поврзано со терапијата, ќе кажам зашто е тоа така, а потоа доаѓаат и другите причинители, пред се бактериите, меѓутоа и другите микроорганизми кои што може да доведат до инфекција. Меѓутоа најчесто во детската популација 80% се работи за вирусна етиологија на инфекциите, без разлика дали се на дишните патишта, на цревата или на некој друг орган. Така, најчесто тоа се должи поради слабиот имунитет на детето или пак? Да, имунитетот на децата, посебно во првите 5-6 години, е во фаза на развој, значи се уште развојот на имунолошкиот механизам не е завршен, така да децата се помалку отпорни кон инфекциите, посебно деца кои што се велиме во комуна, односно кои што живеат во окружение со други деца, во градинки, пред се, значи установи од предшколска возраст, и кои што комуницираат со други, со возрастни и со деца, така да тие се многу повеќе изложени отколку другите деца. И децата кои што се на исхрана поинаква од природниот начин на хранењето, односно мајчиното млеко. Многу е битно мајчиното млеко за развојот на имунитетот. Познато е од многу одамна дека децата кои што биле доени, кои биле хранети со мајчино млеко, процентуално помалку заболуваат од било каков тип на инфекција, а и кога ќе се појави инфекцијата е
со полесен карактер, значи кратко трае и многу полесно поминува и нема компликации. Колку Тоа е многу битно, нели, за заштита практично од инфекциите. Колку може излечена и на инфекција повторно да се појави? Се појавува многу често да рецидивираат, велиме ние, да се повторуваат, посебно вирусните инфекции или да речеме инфекции кои се од различна причина, да речеме било прво вирус, па потоа се накалемила инфекција бактериска, кога ја спомнавме сипаницата, варичелата, крупната сипаница, таа знае многу да го дополнително обара имунитетот, така да биде подложно дете во наредните неколку месеци од други инфекции, вирусни или бактериски. И многу е битно да се разграничи дали се работи за каков тип на инфекција пред да се пристапи кон лекување, било какво посебно давање на антибиотик треба да се разграничи за каков тип на инфекција се работи, да знаеме што лекуваме. Колку антибиотикот ја лечи целосно инфекцијата и колку може да предизвика употребата на антибиотик појава на некоја друга инфекција? Значи, прашањето ви е многу добро. Ако се употреби антибиотик несоодветно, неправилно, а тоа е при лекување на вирусна инфекција, нема да помогне, воопшто нема да помогне, нема нити да ја скрати време траењето на инфекцијата, ниту ќе помогне полесно да помине, туку само ќе доведе до засилување на бактериите кои што може да ги има како присутни, да се меѓутоа во моментот актуелни не се како причинители на таа инфекција, да станат тие отпорни, така да кога ќе се употреби потоа антибиотикот, тој да воопшто не делува и да имаме големи компликации на бактериската инфекција. Кога се процени дека се работи за вирусна, чисто вирусна инфекција, а тоа е врз основа на клиничкиот преглед, направени дополнителни лабораториски испитувања од крвта, па дури микробиолошки испитувања, тука мислам на брисевите, и кога сме 100% сигурни дека не се работи за бактериска инфекција, антибиотик не треба да се употребува. Како може да се зголеми имунитетот кај детето? Дали само со правилна исхрана или пак може да се додаваат и некои витамини во исхрана? Апсолутно, исхраната е број 1 за засилување на имунитетот кај децата, посебно исхраната во текот на првата година е од пресудно значење како ќе се развива детето понатаму, не само поднос на имунитетот, туку и општо неговиот ментален и моторен развој. Уште еднаш ќе го спомнам, доењето е фактор број 1 во заштита на инфекциите, не само во текот на првата година, туку и понатаму. Значи, оно што го велиме ексклузивно доење само на мајчино млеко во првите 6 месеци, а потоа внесување на друг тип на храна по совет на педијатар, значи балансирана разновидна исхрана во која што ќе има и зеленчук, ќе има и овошје, секако внесување и на месо и други продукти според возраста на детето, така да, значи, една балансирана исхрана по совет на педијатар е многу битна. Витаминотерапијата исто така е многу значајна. Во текот на првата година витаминот Д апсолутно, и потоа доколку има потреба внесување и други витамини, пред се витаминот А, кој што нашата популација е докажано дека недостасува витаминот А во крвта на бебињата, а витаминот А е многу битен во имунитетот, во заштитата од инфекциите и во побрзото излекување на инфекциите. Така да доколку има потреба, најчесто се дава комбинација на витамин А, Д во текот на првата година, а подоцна популарно нареченото рибино масло, кое го знаеме сите, нели, исто така има своја функција, посебно во текот на зимските месеци, а и другите витамини од групата на Б витамини, С витаминот, секако дека имаат улога во зазврснувањето на имунолошката состојба кај децата. Така, ама тука се поставува и едно прашање, колку знаеме денеска дека она што се продава на зелените пазари не е органско, има пестициди. Како во тој случај да го заштитат родителите детето? Се уште мислам дека нашиот пазар е релативно заштитен од таа неквалитетна храна, значи користењето на храната од нашите пазари се уште не е органска, не можам да кажам дека се работи за орган, меѓутоа многу помалку има од сите тие пестициди кои што ги има можеби во некои други земји. Значи се уште Македонија има доста здрава храна, така да моја препорака е да се домашно приготвената храна е се уште добра. Секако, она што не може да се сезонски да се употреби, ќе се користат препаратите на реномираните производители кои што
ги има на пазарот и кај нас, и се по препорака на педијатар кога да се внесе кој тип на храна и колку количински, како тоа да биде избалансирано со млекото, немлечната храна, значи се до тоа по совет на педијатар. Исхраната е многу битна, уште еднаш ќе потенцирам во текот на првата година за растот, развојот на децата, меѓутоа и за засилување на имунитетот кој што, повторувам, се развива во текот на првите години. Оно што е интересно и карактеристично кај нас во Македонија е тоа што, например, еве имавме минус 20 степени Целзиусови, минус 15, минус 25. Колку, која е вашата препорака? Дали детето треба да биде нон-стоп во затворен простор на такви ниски температури, или пак доволно е, например, мала прошетка, пола сат во денот, за да се зголеми сепак имунитетот кај децата? Не е точно верувањето дека ниската температура ги уништува бактериите и вирусите. Значи, ниската температура може да наштети, да допринесе да се појави инфекција. Значи, тоа не е она што постои во народот дека треба да биде многу ладно за да нема болести. Значи, апсолутно тоа не е точно. Она што е многу битно по однос на излегувањето надвор, посебно за нашава средина, еве Битола и кај нас исто во Скопје, високата загаденост која што постои последниве години и е во пораст. Така да во текот на зимскиот период, кога имаме ниска температура, меѓутоа и висока загаденост, подобро е да се остане дома или да се престојува во средина каде што таа загаденост не е толку изразена, бидејќи комбинацијата на ниски температури со штетни честички во воздухот придонесува на вистина за да имаме голем процент на деца зголемување процентот на деца пред се со респираторни инфекции, а и други хронични болести. Тука пред се мислам на алергиите, бронхитите, обструктивни астмата и така натаму. Јас ви благодарам за гостувањето во Актуелна тера, се гледаме во наредна прилика. Благодарам и на вас. Тука, почитувани гледачи, се одјавуваме, го слушнавте нешто повеќе околу заштитата од инфекции. Наш денешен гостин беше доктор Душко Видановски, од специјалист по педијатрија од Ажибадем Систина. Пријатно.